Генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг и Северноатлантскиот совет, во кој се амбасадорите на сите земји членки на алијансата, доцна попладнево пристигнуваат во дводневна посета на Македонија. Утре со највисоки државни и војни почести ќе бидат пречекани во владата, каде ќе имаат средби со државниот врв во врска со процесот на пристапување на земјата во алијансата, како и за напредокот во реформите. Во рамки на посетата ќе се одржи заеднички состанок на НАК со Комитетот за интеграција во НАТО, со кој председава премиерот Зоран Заев. За време на посетата на Северноатлантскиот совет очекувам да разговараме за интеграцијата на Северна Македонија во алијансата и вашиот напредок во главните реформи, вклучително и владењето на правото, безбедноста, разузнавачкиот и одбранбениот сектор. Важно е да се продолжи чекорот во реформите додека се подготвувате за полноправно членство, а ние ќе продолжиме да ве поддржуваме на овој пат. Столтенберг и високите представници на НАТО доаѓаат во прва посета на Скопје по потпишувањето на протоколот за членство на земјата во алијансата. Таа е предвидена и како поддршка за големата војна вежба Одлучен удар, која треба да се одржи на Криволак, а на која ќе земат учество повеќе земји членки на алијансата. Сепак, според експертите, Столтенберг во Скопје нема да дојде само за да ја провери војната моќ на Арама и да даде поддршка на реформите, туку и за да сподели одредени информации со македонските власти околу системот на функционирање во НАТО, како и во врска со геостратешките насоки на делување на оваа организација. Ке земете учество во развојот на политиките на НАТО. Вашиот глас ќе биде исто важен колку секој друг сојузник во носењето на одлуките кои треба да ги сочуваат безбедноста и просперитетот на нашите земји. Безбедноста е основа на просперитетот. Од февруари, кога е потпишан пристапниот протокол за членство на земјава во НАТО, досега го имаат ратификувано 14 земји членки. Македонските власти очекуваат ратификацијскиот процес да заврши пред самитот на алијансата закажан во декември во Лондон.